civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Грижата за здравјето на затворската популација секако е една од поделикатните теми во оваа област. Како се грижи управата за санкции за здравјето на затворската популација, на затворениците? Дали тоа, впрочем, треба да биде во некаква соработка и со Министерството за здравство или е некоја посебна област? Ако ги следиме законските прописи, целокупната грижа за здравјето треба да ја води Министерството за здравство, како што води грижа за секој граѓанин во Република Северна Македонија. Меѓутоа, имајќи го предвид дека имавме во 2018 година и почеток на 2019 година транзиција согласно Закон за вршење санкции, односно превземањето на вработените кои што постоеја во затворскиот систем од затворите во Министерство за здравство, и проблемите со кои што се соочивме во теконата работа, нормално и во целокупната држава проблем е здравствениот персонал. Управата, оно што го направи позитивно во овој период е што обезбеди средства со помош на владата за здравствено осигурување на сите осудени лица. Исто така, колку што можеме, значи ние на осудено лице гледаме да не го оставиме без здравствена заштита. При тоа, тука мислам, често пати се среќаваме со зависници, меѓутоа во новата стратегија за затворскиот систем 2020-2024 година бараме решение и за оние психијатриски случаи. Јавноста можеби не е во тек дека во нашите установи неретко се сместуваат и лица со психичка попреченост или нарушувања психијатриски нарушувања кои што навистина местото не е во нашите установи, него напротив тоа би требало можеби да има посебен оддел во клиниките низ Република Северна Македонија, каде што би било задолжително нивното присуство и лекување. Впрочем, неретко како јавност ќе се сретнете дека изречено е задолжително здравствено лекување на тоа, психијатриско лекување на тоа осудено лице. Сметам дека сме во комуникација со Министерството за здравство, секаде каде што има затвор, јавната здравствена установа во најблиското место на живење е должно и ја превзема улогата на пружање на здравствена заштита во таа установа. Во помалите места тоа подобро функционира, затоа што и помала фреквенцијата од потреби на интервенции. Највеќе ни се потребни, значи, како и најголеми затвори, Идризово, казнено-поправната установа Шутка, позната како и најголем притворски центар, и Штипскиот затвор. Во помалите затвори тоа подобро функционира, меѓутоа зависи од бројот. Значи, Министерството за здравство, поаѓајќи од нашите решенија, со колективен договор, јас сум информиран дека на тие што ќе бидат ангажирани во затворските установи, дека ќе им дадат покачување и на платата и други бенефиции, се со цел да се одобровало да дојдат да работат во тие установи. Меѓутоа, јас би дал една порака дека сите тие што се сместени во затворите се наши комши, наши роднини и едни комши, можеби пријатели наши, кои што во овој период, одреден период од животот, се сместени во тие установи и оттаму не треба да се радат како поголеми криминалци или сторители на кривични дела. Напротив, треба во тој период да им се пружи здравствената заштита, да се едуцира, да се обучат, за по завршувањето на нивната казна да се вратат преку пробацијата, преку мерката условен отпуст, да се реинтегрираат во општеството, затоа што пробацијата е всушност мостот кој што треба да ги поврзе од внатре преку пробацијата во средината каде што живееле. Неретко се случува да искористи можноста дека осудено лице кое што има казна 15 години затвор. Ние сме сведоци дека за 3 години многу промени стануваат во животот, а не за 15 години. И неопходно е тоа лице да се следи, да му се даде помош неопходна, за тоа лице да се снајде во соработка со центрите за социјална работа, односно Министерството за труд и социјала, Агенцијата за вработување, кои што знаат каде и каков персонал, каков кадар се бара за вработување, да излезат во пресет на тие лица. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.